Добре дојдовте во интервјуто на Пресинг ТВ. Благодарам на поканата. Пред неколку дена ја промовиравте студијата Прогресивен данок на доход многу врева за ништо на Институтот за економски истражувања и политики Finance Think, во која беа прикажани ефектите од спроведувањето на прогресивниот данок. Ве прашувам, многу врева за ништо. Направија тие што беа за или против овој данок? Па веднаш да кажам дека студијата прави проценка на раните ефекти, затоа што сепак ние се најдуваме на неполна половина година од како е во сила прогресивниот данок, така што можеше да се проценуваат само раните ефекти и тоа низ две методолошки призми. Едната е преку симулација, затоа што за да ги оцениме оние ефекти низ пообсежен сет на податоци треба да помине сепак некое време. И вториот дел е квалитативен дел низ призма на интервјуи и фокус групи со засегнатите страни, значи работодавачите и вработените кои што спаѓаат во таа категорија на која што се применува прогресивниот данок. Генерално резултатите од ваквото испитување во ваквата методолошка рамка што ја кажав покажаа дека ефектите од воведувањето на прогресивниот данок се позитивни, меѓутоа се многу мали, би рекол дури незначителни. Да подсетам дека целта поради која што се воведе прогресивниот данок, која што беше комуницирана од страна на носителите на политиките, беше намалување на доходната нееднаквост или, така да кажеме, поголема социјална правда во земјата. Имајќи ја предвид таа цел, студијата примарно испитуваше тоа дали имаме подобрување во распределбата на доходот, односно поголема еднаквост во општеството. И главно таа ја мериме преку Джини коефициентот, доходната нееднаквост. Студијата покажа дека тој подобрувањето што го прави прогресивниот данок во Джини коефициентот е помало од 0,1 процентен поен. Значи, ако е во позитивна насока, сепак тоа е многу мало. Меѓутоа, она што е важно е дека оваа реформа беше комбинирана со социјалната реформа, значи реформата во системот на социјална помош, каде што и структурно и во смисла на големината на исплатите имавме зголемување. Така што кога реформата на прогресивното даночување се комбинира со социјалната реформа, дури тогаш имаме позначајно подобрување кај нееднаквоста, значи тоа се движи од прилика 1,5 до 2 процентни поени подобрување на Джини коефициентот. Тоа означува дека ако вие зафатите во еден дел од дистрибуцијата на доходот, да речеме кај подоходовните слоеви, тогаш нееднаквоста значајно ќе се подобри само тогаш кога тие средства ќе ги пренесете кон оние кои што имаат најголема потреба од тоа, значи најсиромашните слоеви. И тоа, да кажам, беше бенефит од целата таа дебата која што тогаш се дигна околу прогресивното даночување, затоа што експертската јавност бараше кога веќе се собираат екстра средства во буџетот преку прогресивното даночување да има јасна цел за што тие ќе се потрошат. И владата позитивно одговори на тоа, рече на вистина ќе се соберат околу 25 милиони евра повеќе средства кои што ќе се пренасочат за финансирање на реформата во системот на социјална помош. Значи, да заклучам во овој дел, само ако ги гледаме заедно даночната и социјалната реформа, тогаш тие произведуваат, да кажеме, доволно позитивни ефекти врз распределбата на доходот, а самата даночна реформа, воведувањето на прогресивниот данок, произведува незначителни позитивни ефекти. Министерот за финансии Драган Тевдовски исто така на пресконференција излезе со податоци и бројки и анализа дека нема никакви негативни ефекти од воведувањето на овој данок. Може ли за овој краток период од воведувањето на прогресивниот данок да кажеме дали имаме социјална правда или пак имаме одлив на мозоци, имаме зголемување на сива економија и имаме зголемување на нефер конкуренција. Најгласни против овој данок всушност беа и IT индустријата, од кој што, како што и кажа од Масит, има иселување на оние IT сениори каде што зимаат плата над 90.000 денари. Значи, како што претходно спомнав, до овој момент можеа да се направат само проценки околу раните ефекти.
Ова што вие го дискутирате во вашето прашање се пошироки ефекти, значи тука сметам на ефектите врз вработувањето, врз иселувањето, врз сивата економија, потенцијално врз даночната евазија и вкупно врз вкупните економски текови. Тие ефекти позначајно ние ќе можеме да ги оценуваме подоцна, најрано од идната година па натаму, кога ќе имаме податоци за една цела година. Така што дали тие ефекти биле позитивни или негативни во моментот не може да се каже. Навистина во првиот квартал од 2019 година имаме добри бројки за економијата, меѓутоа во економијата има едно правило дека многу тешко може да се воспостави каузална врска, дека одредени економски текови се случуваат поради дадена реформа или мерка на владата и така натаму. Значи таа врска не е лесно да се воспостави. За да можеме да ја воспоставиме, ни требаат многу податоци, а во конкретниот случај треба да помине еден разумен период за да можеме тоа да го направиме. Меѓутоа, генерално гледано, лично не очекувам дека прогресивниот данок ќе направи негативни импликации врз вработувањето, па во одредена мера ниту врз иселувањето. Ако размислуваме кои се причините за иселувањето, што нели е тема за себе, тогаш веројатно никој не би ви рекол дека ќе се исели затоа што плаќа повеќе на неговиот доход кој што е над 90.000 денари. Всушност тоа го покажуваат и квалитативните аспекти на студијата, кои што велат дека сите тие лица вработени кои што се засегнати од прогресивното доначување се многу повеќе загрижени за тоа како се трошат народните пари, средствата на граѓаните кои што сите ние како даночни обврзници ги плаќаме во буџетот, кој е квалитетот на јавните услуги кои што ги добиваме, а никој не дискутира за тоа дека би се иселил или дека би неговото место би згаснало заради прогресивниот данок. Затоа и мислам дека попродуктивно ќе биде ако и во предстојниот период повеќе дебатата ја насочиме во таа насока. Значи, гледано низ призмата на буџетот, ако сега дебатата премине од приходната на расходната страна. Еве, на приходната страна настанаа некои корекции, нели прво се зголеми акцизата, потоа се воведе прогресивниот данок, вклучително таму нели намалување на некои ослободувања. Значи, настанаа некои корекции што овозможуваат поголем прилив на средства. Побитното прашање за Македонија, според мене, во моментов е како тие средства се трошат. Односно, дали ние можеме да направиме некакво реструктурирање за да ја подобриме ефикасноста на тие трошења. За секој потрошен денар, граѓаните да добиваат поголем бенефит. Сега тука има два аспекти. Едниот аспект е дека тоа треба да се направи преку анализи кои што ќе покажат каде ние сме неефикасни од било кои причини, и вториот аспект е да погледнеме дали имаме некакви одлевања од буџетот поради некои други нелегални коруптивни цели. Ако сето тоа ние го санираме, ќе дојдеме до ситуација да имаме подобрена структура на јавните трошења и поголема ефикасност во истите. И мислам дека дебатата треба да ја концентрираме тука. Во однос на даночната политика и даноците, еве се промени прогресивниот данок, како што рековте и акцизата се зголеми. Кој според вас треба да биде следниот чекор во даночната политика? И што треба да се смени? Мојот генерален став во поглед на даночната политика е дека земја која што е во ваква фаза од развојот, каде што и се потребни повисоки стапки на економски раст, за да може да го достигне просекот на Европската Унија, каде што ние сакаме да припаѓаме, во моментот фокусот треба да биде ставен врз создавањето поголема вредност. Значи, прашањата за распределба, од каде ние ќе земеме повеќе и каде ќе префрлиме, треба да бидат подредени на создавањето на нова вредност. Тоа значи дека, еве вака на индивидуално ниво, дека секој треба да размислува како да создаде вредност, како да се вработи, како да има повисока плата, значи на тој начин секој индивидуално би создавал вредност, а кога ќе дојдеме на доволно високо ниво на развој, кое што еве грубо ќе го мериме според GDP по глава на жител, тогаш ние веќе позначајно ќе размислуваме за така наречена welfare state, значи држава на благосостојба, како
да фатиме од тие што создаваат повеќе и да префрламе кон тие кои што имаат поголема потреба. Сакам да кажам дека прогресивниот данок е воведен и сега кога е веќе воведен и кога раните ефекти ги проценивме на ваков начин позитивни, но релативно мали, тој треба да остане. Јас не би дискутирал дека тој чекор треба да се враќа назад, меѓутоа фокусот во предстојниот период да биде на создавањето нова вредност. Значи инвестиции, извоз, сите оние мерки кои што државата ги врами во планот за економски раст, кои што се спроведуваат, тие мерки и друг сет од мерки преку фондот за иновации. Значи фокусот да биде тука на отварање нови и поквалитетни работни места. Кога викам поквалитетни, значи со повисоки плати, значи да го помрднеме фокусот на дискусијата дека ние продаваме ефтина работна сила, кон тоа дека можеме да продадеме и поскапа работна сила, значи луѓето да искусат пораст на нивните плати. Кога значи тоа ќе дојде на доволно високо ниво, тогаш може да се навратиме нови прашања за редистрибуцијата на доходот. И вториот аспект на кој што треба да се фокусираме во предстојниот период, го одговори во претходното прашање, тоа е расходната страна на буџетот. Како ги трошиме јавните средства и како со еден потрошен денар ние може да имаме поголем ефект. За на крај ќе ве прашам уште едно прашање во однос на македонската економија. Податоците за капиталните инвестиции и не се баш добри, односно нивната реализација. Од друга страна имаме подобрен кредитен рейтинг од светските агенции. Опозицијата критикува дека македонската економија е лоша, власта се фали дека има рекорден број на инвестиции, дека растот на бруто домашниот производ е добар. Која е вашата генерална оценка за македонската економија? Податоците од првиот квартал 2019 година, кои што излегоа неодамна, покажуваат дека има едно позитивно придвижување во економијата, што веројатно изненади дел од експертската јавност, затоа што стапката која што беше објавена, 4,1% раст на бруто домашниот производ, веројатно надминува одредени очекувања. И проекциите кои што се вртат од домашните институции НБРМ, како и од меѓународните Светската банка ММФ, од 3,3-3,5% за целата економија стануваат доста реалистични, па дури и со шанса да бидат надфрлени доколку ваквите трендови во економијата продолжат. Според мене позитивно во тие податоци е што имаме широко појасен раст, што значи дека ако ги гледаме секторите на економијата, тогаш скоро кај сите сектори имаме раст, со мал исклучок во секторот IT и во секторот финанси, меѓутоа и тие падови кои што се таму беа релативно мали. И второ, ако гледаме по расходната страна, забележуваме дека тој раст е главно генериран во приватниот сектор. Ако се сеќавате, таква дебата водевме пред 4-5 години, кога еден сектор ја носеше економијата, градежништвото, се разбира и секторите сврзани со градежништвото, меѓутоа експанзијата во градежништвото беше индуцирана од државата. Да. Од главно тогаш беше проектот Скопје 2014 и некои други инвестиции што ги правеше државата. И тогаш дискутиравме дека е добро тој раст пополека да се преместува, да биде воден од приватниот сектор. Сега во овие податоци постојат такви индикации, се треба да сочекаме во текот на годината да видиме колку се тие одржливи. Ако во таква насока продолжи растот, тогаш тоа е добар знак, особено имајќи предвид дека државата малте не прави ништо. Како што спомнавте во вашето прашање, капиталните инвестиции продолжуваат да бидат значајно подреализирани. Значи, ако тие биле реализирани во поголем обем, тогаш овој раст ќе бил веројатно и поголем. Меѓутоа, генерално добро е што во такви услови приватниот сектор и во вкупните околности, каде што државата, владата беше фокусирана на политичките прашања и само ветуваше дека ова ќе биде година на економијата, се уште не стави значаен фокус врз економијата поради претседателските избори, па гледате сега ќе има, ќе нема реконструкција и така натаму, значи нема фокус врз економијата,
Во такви околности ова стапка на раст би рекол дека е многу позитивна вест и секако е придружена со пат на невработеноста, историски 17,4%. Значи се генерираат места работни главно и во ТИРЗовите, значи фабриките кои што претходно дојдоа продолжија да генерираат работни места и секако свој ефект тука имаат и мерките за вработување, активните програми за вработување. Би препорачал во тој дел дека владата треба да си опстои на своето ветување и конечно да стави ексклузивен фокус врз економијата. Кога викам фокус, викам дека целата влада со поголем дел од секторите и координирана секако од премиерот да го покаже тој фокус. Инаку ние ако оценуваме, секако вице-премиерот и министерот за финансии имаат фокус врз економијата, ама е потребно целата влада да има фокус врз економијата. Тоа ќе биде гаранција дека овие првични добри сигнали од почетокот на оваа година ќе бидат одржливи. Односно дека ќе можеме таа стапка да ја гледаме и во следните квартали со тенденција таа да расте, иако во некој краток до среден рок, доколку нема некои позначени шокови, особено надворешни, да ја достигнеме и таа стапка од 5% која што е и во програмата на владата, меѓу другото. Ние сега се уште успехот во економијата го мериме или према претходната година или према проекцијата, но јас би сакал да го мериме и во однос на целта на владата која што е 5%. Ви благодарам за интервјуто и за вашето одвоено време. Благодарам и на вас.